Медиумската писменост станува основна вештина, основна алатка за современото време, особено за образованието на млади генерации. Сметаме дека медиумската писменост потребно е да се запознаваат младите генерации уште од најмали нозе, затоа што медиумите се дел од нашата секојдневна реалност. Ние секојдневно поминуваме многу време со медиумите. Не само возрастните, туку и помладите генерации. Живееме во еден медиумски свет, од каде што на дневна основа доаѓаат до нас премногу информации. Премногу информации од различни извори. Ние сме изложени на една поплава од информации. Од сите тие информации треба да бидеме способни, вешти, треба да знаеме да ги процениме тие информации, какви информации се, какви содржини се, треба да знаеме да ги разликуваме вистинските информации, вистинските содржини од неточните или пак лажните содржини. Во овој свет каде што дигиталната реалност, медиумската реалност станува начин на нашето живење, ние треба да имаме таа способност и таа вештина да можеме да знаеме од сите тие информации, да ги избереме вистинските, тие што ни се потребни, тие што се веродостојни, тие што имаат, тие што се аргументирани и тие кои што имаат некаква основа која што е, да речеме, или докажана од научниот свет, или пак кога станува збор за факти, например. Битно ни е да ги собереме и да ги најдеме вистинските факти и да ги разликуваме од тоа што се невистините содржини. Македонскиот институт за медиуми е дел од еден 5-годишен проект на USAID за медиумска писменост. Младите размислуваат. Овој проект го спроведуваат ИРЕК заедно со Македонскиот институт за медиуми, со Институтот за комуникацијски студии и Младинскиот образовен форум. Една од целите, една од компонентите на проектот е вклучување на медиумската писменост во формалното образование. Македонскиот институт за медиуми работи во тој дел, во таа компонента. Нашата цел е основците и средношколците да се запознаат со медиумската писменост, која што би станала дел од наставните програми во различни предмети. Сметаме дека е многу важно децата, учениците од најмала возраст да се запознаат со медиумската писменост, бидејќи тоа е нивниот свет. Нивниот свет е многу поразличен отколку светот во кој што ние повозрастните сме живееле. Медиумската реалност е реалноста која што практично во која што тие живеат. Затоа е многу битно да знаат како да ги анализираат медиумите, да ги проценуваат содржините кои што стигнуваат до нив, да може да направат вистински избор од сите тие информации кои што стигнуваат до нив. Во моментов ние работиме заедно со Министерството за образование и наука, заедно со Бирото за развој на образование во насока на ревизија на наставните програми и вклучување на содржини од медиумската писменост во различни предмети и во различни оделенија. Сметаме дека со ова ќе им дадеме на младите уште една вештина, уште една алатка како да можат да се снаоѓаат, полесно да се снаоѓаат во новата реалност во која што сите ние живееме, во дигиталниот свет, како да се заштитат себе си и како практично да ги заштитат оние што им се блиски и да можат да направат вистински одлуки во своите животи. Без оглед дали станува збор за секојдневни одлуки како што е, например, изборот на храна, па се до тоа како ќе гласаме еден ден на избори. Медиумската писменост е веќе дел од наставните програми во прво, второ, четврто и пето оделение. Институциите се многу клучен актер во целата оваа приказна, затоа што без институционална поддршка не би можеле да се вклучиме, да вклучиме медиумската писменост во формалното образование. Заедно со институциите, медиумската писменост е потребна поддршка од различни чинители, од различни актери во општеството. Бидејќи јас верувам во еден холистички пристап. Не станува збор за еднократно инцидентно вклучување на медиумската писменост
или покривање на теми поврзани со медиумската писменост преку различни активности. Јас верувам во еден системски пристап, каде што тоа може да се направи првично преку образованието, а потоа преку вклучување и на други важни актери, институции, невладини организации, граѓанскиот сектор, медиумите кои што се исто така многу важен чинител во целиот овој процес.